Конечно се враќаме со нашата рубрика Бета муабети, снимени конечно во живо, како и што беше замислена првичната идеја. Новиот Бета муабет го правиме со Ана Дешлиевска-Митова, директорка на Филозофскиот филмски фестивал, а ова интервју го правиме како дел од соработката помеѓу фестивалот и Култура Бета. Ана е философ, филмофил и сериозен влюбеник во филмската уметност и дел од организацијата на Филозофскиот филмски фестивал. Сега кога решивме со Култура Бета да ги правиме овие бета муабети, имавме замисла на секој гостин да му поставиме едно стандардизирано прашање, ова и за овие бета муабети кои ги снимаме и за пишаните, и тоа беше доколку твојот живот беше книга, како би го насловила. Сега бидејќи сме во киносала, прашањето би било доколку животот ти е во некој филм. Кој филм би бил од некој од веќе постоечките или како би го именувала некој иден кој би се снимил? Интересно прашање. Добра вечер, Андреј, и фала на поканата. Се радувам исто како директор на фестивалот за оваа прва соработка оваа година со Култура Бета. Се надам дека ова е само еден убав почеток. Прашањето ме ставаш на мисла, сум размислува еднаш на една тема ваква, бидејќи знам дека во рамките на тие филозофија за деца работилници игравме практично со некои вакви идеи. Веројатно би било страст и медитација, така некако, некој филм иден, значи не би се навратила на некој филм, има доста филмови кои што ми се омилени. Веројатно еден од филмовите во кои што би сакала да живеам е Лисбон Стори или Амаркорт на Фелини. Сам има доста филмови веројатно во кои што би се населила, ама еве една чисто нота која што би го фатила таа атмосфера на еден филм во кој што јас би сакала да бидам. Вака го почнувам муабетот за да ја дофатиме таа некоја спојка помеѓу философијата и филмот која е и во духот нели на овој фестивал. Кога ја започнавме со работката, многу луѓе, особено многу млади луѓе ме праша од каде сега филозофски филмски фестивал. Зошто философија и зошто филм философија? Да, ова е добро прашање, бидејќи јас кога бев студент, практично на твои години, на Институтот за филозофија, започнавме некако со оваа идеја и беше доста едно спонтано дружење околу филмот, поради токму потребата што ја чувствувавме како студенти за еден неформален простор за креативна размена. Често пати на филозофијата се гледа како на некоја абстрактна дисциплина која што е некаде таму од другата страна и нема некоја врска со реалниот живот на луѓето, но баш напротив јас сметам дека филозофијата и како е, мислам, со нас цело време, секој од нас си ги поставува ние прашања колку е просторот на мојата слобода или што во овој даден момент можам или не можам да направам, колку е определено она што нели можам да го направам како индивидуа. Така што овие прашања се тука, а она што ние го најдовме во филмската уметност е токму една можност на понепосреден начин и визуелниот јазик на филмот да проговориме на овие теми и да се инспирираме токму и не само од она што е содржина на филмовите кои што ги сакаме, туку и да размислуваме, да рефлектираме токму за седмата уметност како едно огледало на животот. Јас знаеш кога почнав со студии философија, тоа некако од многу страни, зборувам и од другари и од моите, ја имав она некоја перцепција за философијата како поголем предизвик за студирање. И вака кога е малку понепосредно што велиш дека баш така стигнуваме до некаква философија преку филмот, мислам дека е поблиску до денешната младина. Што мислиш, какви се сега состојбите да речам, ама дали мислиш дека е предизвик за еден млад човек да се запише на философија и не знам како го замислуваш на пример философот денес? Кај нас зборам во Македонија. Тоа е исто така интересно прашање, мислам, живееме денеска во ерата на сликите, така 21-виот век. Филозофијата, мислам дека има пристап, дава една убава основа од која што може да се продолжи во било која насока. Јас така барем ја гледам филозофијата, значи и да се продолжува во насока на естетика и на филозофија, на религија и на логика, математика. Слично филозофијата нуди доста можности за секој нешто сака да ги види. Мислам дека она што исто е грешка кога размислуваме дека филозофите се непрактични, не знаат нели да организираат и слично. Мислам дека овој фестивал е токму
доказот дека тоа не мора да биде така и дека филозофите може да бидат и менаџери, предприемачи, да бидат луѓе кои што токму она што филозофијата ни го дава, таа голема слика, значи да имаат некоја визија за како да ги водат работите и да можат да водат и проекти од различен тип, значи зависно од тоа, нели, кои ни се интересите, но филозофијата дефинитивно не е outdated, и не некоја анахрона дејност со која што се бавиме заради тоа што нели филозофија поради филозофија, како ларт пор ларт, туку е нешто кое што и како може да има и значење и релевантност и валидност во еден ваков свет кога ќе го искомбинираме со некои други области. Сега фестивалот. Седиме во кинотечната сала во кинотеката во моментов. Со оглед на тоа што година и пол веќе воопшто не бевме дел од настаните кои се случува особено во затворен простор и не бевме дел од киносалите, какво е чувството повторно да се вратиме, иако во ограничени капацитети, во киносалите? Чувството е многу убаво. Мислам, тука е правото место каде што живее филмската уметност и иако може да се прават различни премостувања изминатава година и пол со ковид кризата, чувството да се биде повторно заедно со луѓе и заедно да сонуваме буквално пред големото платно е нешто кое што е незаменливо. И токму затоа се радуваме и што се враќаме во кинотечната сала на оваа година за прв пат и во летното кино на кинотеката, па еве пробуваме и со некој кино на отворено open air проекции и едноставно заеднички се и навраќаме на филмовите кои што ни се допаѓаат, но и откриваме некои нови современи филмови во денешната кинематографија. На затворањето рече култура на шкрги. Ќе преживее ли уметноста, ќе отшкргиме ли? Јас сум оптимист, обично. Иако оваа година морам да кажам дека беше навистина тешка и дека беше под знак прашање и фестивалот, но и голем број културни манифестации во земјата. Предизвиците не беа само пандемиските, туку беа и огромен број на институционални предизвици кои што беа на некој начин можеби индиректно врзани со ковид пандемијата, но и не сите од нив. Но се надам дека од култура на шкрги дека нареднава година дека ќе се вратиме во некоја каква таква нормала и дека со нова енергија и со млади луѓе кои што уживаат во филмската уметност и кои што уживаат во филозофијата, дека можеби ќе го водиме и овој фестивал, но и други културни манифестации во некое ново поглавје. Значи сепак имаме надеж за преживување. Имаме надеж. Следно сакам да направиме една ретроспектива на 11-тото издание на Филозофскиот филмски фестивал. Како течеше фестивалот, што беше дел од програмата, што имаше можност публиката се да види? Годинишното издание беше во хибриден формат, токму поради пандемиските услови и секако поради оние предизвици, например интернационалните гости, за жал оваа година немавме можност поради сите околности да ги имаме тука со нас. Но она што направивме, главната програма сепак да биде физички, значи имавме 8 дена полни филмска уметност. И македонската публика имаше можност да ужива токму пред големото платно. Додека едукативната програма, бидејќи учениците се уште се дома пред малите екрани и пред компјутерите со онлайн наставата, конференцијата Филозофија и филм, првата меѓународна конференција од овој тип, како и средбите со интернационалните гости се одвива онлайн. Она што можам да го кажам чисто од еден програмски аспект, значи фестивалот има 7 сегменти во ова издание. Ревијалната програма Филм Философија е на оригинално јадро на фестивалот, кое што во соработка со професори, истражувачи и експерти од областа на филмот, филозофијата, хуманистичките науки, заеднички селектираме филмови, обично е на враќање на некои филмски класици, но и на некои современи филмови кои што се филозофски релевантни и кои што можеме да ги погледнеме од некоја поинаква перспектива. Тука имавме 5 филмски остварувања, меѓу нив беше Бети Блу, оној француски филмски класик на Бенекс, но исто така беше Хаотичната Ана на Хулио Медем, Толпата на Кинг Видор, мислам еден од најпознатите филмски класици од немата ера. Покрај ревијалната програма, фестивалот има 2 компетитивни програми на долгометражни и на краткометражни филмови, со филмови од целиот свет кои што се борат токму за главната награда на фестивалот, Златниот був за најдобар долгометражен и краткометражен филм. Имавме и дел придружна програма, оваа година секако во редуциран
обем поради ковид мерките, но успеавме да го имаме оној традиционален джез концерт, оваа година за отварањето на фестивалот со Јордан Костов Квинтет. Сега, спомена официјални селекции на долгометражни и краткометражни филмови. На затворањето беа објавени добитниците на наградата Златен буф, нели, и од жири, и од публиката, и специјалното признание од жири. Кои се филмовите кои го одбележаа годинешното издание на фестивалот? Оваа година долгометражното жири се реши за украинскиот филм Атлантида. Значи, тоа е филм на Валентин Васјановиќ, филм кој што победи на Хоризонти во Венеција. За разлика од жирито, публиката имаше некој поинаков вкус и афинитет и тука победи еден интересен американско-израелски филм на Боас Јакин. Всушност е америчко-француска копродукција, режисерот е со потекло од Израел, некој во Америка. И кој што беше како еден мета-перформанс со многу кореографија и со доста еден интересен наратив кој што веројатно предизвика и помладата публика токму со темата за андрогиноста. Во краткометражната селекција пак победи Тишината на реката, перуански филм кој што е повеќе од оној тип на поетски филмови, атмосферичен, нешто што и ние како програмски одбор на фестивалот ни се допаѓа како еден сензибилитет, повеќе она креирање на атмосфера и она чувствување што значи да се биде другиот. Практично, токму преку филмскиот јазик и филмските средства, а додека публиката го избра Пипо и Слепата љубов, еден интересен француски филм кој што е во една дистописка средина, се одигрува и има една доста топла човечка приказна која што мислам дека резонираше со публиката. Да, тука беа и двата филма, нели, со специјалното признание од жирито. Тука беше Вдиши издиши, така? Да, Вдиши издиши, тоа е грузинскиот филм на Дито Цинзадзе, филм кој што го доби Гран Прито исто на Шанка, една интересна приказна за двајца ликови кои што се обидуваат да се интегрираат во едно доста конзервативно општество, како грузинското и кои што некако не успеваат во тоа и практично прашањето на филмот е предизвикот да се живее со различностите во едно општество кое што не ги прифаќа разликите или не ги прифаќа толку лесно разликите. А додека во краткометражната селекција тука го имавме специјалното признание Стефан Сидовски Сидо, кое што е именувано токму по нашиот драг професор, кој што беше дел од организацијскиот одбор на фестивалот и жирито го избра за оваа награда која што е за студентски, односно дебитантски филм или пак филм кој што има социјално ангажирана тема. Постапките практично на професорот Сидовски. Лулашката, значи киргистански филм кој што има една доста интересна етичка дилема и се одвива некаде во киргистанските снежни предели. Сега по завршувањето на фестивалот од 10 до 20 јуни во кинотеката и во Меѓународниот славјански универзитет државен во Свети Никола се одржува она, нели, традиционална ретроспектива која се одржува после секој издание на фестивалот, овој пат на режисерот Андреј Тарковски. Предизвик ли беше да се врати Тарковски на големото платно? Па да, бидејќи ваков тип на организација, значи станува збор за еден корифеј на филмската уметност. Неговите филмови и сме ги погледнале, голем дел од нас, но се филмови кои што секогаш сме сретни да ги препогледнеме на големото платно, а да се донесе целото творештво на Тарковски за прв пат уште од студентските краткометражни филмови од Филмската академија во Москва, заедно со дипломскиот филм кој што е фасцинантен. Мислам, ние кога го погледнавме филмскиот печат на Тарковски како го знаеме, практично се огледува веќе во неговиот дипломски филм. А потоа сите долгометражни филмови хронолошки една ретка прилика да се погледнат и беше потребна, значи, и организацијски огромен број на логистика за да може да се повлечат сите сили заеднички и покрај руската амбасада која што ни помогна со филмовите кои што се наоѓаат се уште во Мосфилм, авторските права. Последните два филмови на Тарковски се правени во Италија и во Шведска и токму на еден начин поврзувајќи ги сите овие амбасади и сите овие центри практично да можеме да имаме еден преглед на целото творештво на Тарковски низ годините. На проекциите од ретроспективата можам да приметам многу млада публика.
Дали тоа значи дека Тарковски живее вечно и дали очекуваше да има толку млада публика на Тарковски? Јас искрено се изненадив и тоа е нешто што особено ме радува и мислам дека таму е надежта, она што преска зборувавме. Филмовите на Тарковски се вон времето, значи оваа година целото издание е за времето и потрагата по времето, но филозофијата исто и за нешто кое што е отаму, значи времето и нешто кое што без разлика дали денес, вчера или по 100 години се уште има некаков одек и токму тоа се мислам дека тие универзални вечни хуманистички теми кои што имаат одзвук токму во творештвото на Тарковски и искрено ми е многу мило што има млада публика што еве го согледува тој момент и едноставно ужива во овие проекции кои што се бесплатни и отворени за сите и добива еден ваков поглед на творештвото на големиот автор. За крај, бидејќи тука завршуваме со нашиот бета муабет, доколку треба да направиш една евалуација на целиот фестивал, кои беа твоите очекувања на почетокот, а како си задоволна сега по завршувањето на фестивалот? Јас сум доста задоволна со оглед на тоа што оваа година имавме огромен број предизвици и знаевме дека ќе се соочиме од една страна со редуцирани капацитети, со огромен број на ковид протоколи, со луѓе кои што веројатно не се чувствуваат се уште сигурно да се вратат во киносалите или луѓе од ранливи групи кои што можеби би сакале да бидат тука со нас, но не би можеле да дојдат. Со оглед на сите тие фактори, јас сум презадоволна од она што како испадна целиот фестивал оваа година и искрено се надевам дека ќе охрабри и други организатори на културни манифестации, на филмски фестивали во Македонија, бидејќи сме првиот фестивал кој што еве се случува со физички проекции, да се охрабрат, да бидат креативни, да размислуваат и на алтернативни начини и пополека да го враќаме тоа некое чувство на нормала и да се враќаме пред големите екрани, бидејќи културата е нешто кое што е основна потреба, барем така сметаме, значи од оние сите други работи кои ќе се задоволат, културата е нешто кое што барем денешниот човекот на 21 век го обележува и нешто што е најблиско до она што сме ние како луѓе. И заради тоа се радуваме што успешно истеравме уште едно 11-то издание на фестивалот. Фала ти многу, ми беше уживање. Фала ти многу, Андре.